Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток гледаме кои настани го одбележаа денот. Призна вината за прегазената Фросина. Васил Јованов ја чека пресудата, семејството бара правда, не одмазда. Кафуле во Штип претворено во место на убиство. Турист пука во студент, апсење на наплатна рампа. Сапорт Кочани сугерила протест во Скопје, за да не се заборави трагедијата во Пулс, а преживеаните да не останат без надеж. 10 години од диво населје, сеќавање на хероите и потсетник на најтешкиот безбедносен удар во поновата историја. Москва парадира, Киев се бори, додека Путин слави победа над фашизмот, Европа испраќа пораки за мир. Нов папа, нова ера. Лео 14 повикува на заедништво, пред него дилеми и реформи. Кој ќе го чува денарот, се бара нов гувернер. Фаворити се две добро познати имиња, Ставревски и Славевски. А во тема на денот ќе разговарам со координаторот на претеничката група на СДСМ Оливер Спасовски за поднесениот закон за поддршка на жртвите од дискотеката Пулс, подготовките на СДСМ за избори, оценките за истрагата за последната трагедија, но и други актуелни дневно-политички теми. Останете со нас, почнуваме со Дневник. Со наведната глава и зборови на кајање, Васил Јованов денеска ја призна вината за сообраќајката во која загина 22 годишната Фросина Кулакова. Родителите на девојчето бараат максимална казна, не одмазда, туку правда, за ниту едно друго дете да не заврши како Фросина. Судот пресудата ќе ја соопшти во вторник. Зоран Јаневски го следеше рочиштето. Васил Јованов, кој на пешачки ја усмрти 22 годишната Фросина Кулакова, призна вина. Тивоки со наведната глава во судницата рече дека разбира зашто е обвинет. Изразувам сочувство до целото семејство, да им се извинам. Никогаш не сум замислил дека ќе дојде до ваков настан. Ова е нешто што ќе ме прогонува до крајот на мојот живот. Признанието го слушаа и родителите на Кулакова. Побараа максимална казна за Јованов, а судењето велат не е за одмазда, туку за правда, за воиднина, ниту едно дете да не се најде на местото на Фросина. Јас сум денес гласот на Фросина. Зборувам за неа, оти таа повеќе не може да зборува. Без возачка, пијан на црвено светло, заобиколувајќи возила кои запреле, тој не се ни обидел да запре. Удрил во мојата Фросина со толкава сила што го извиткала и семафорот, рече во судницата мајката на Фросина Камелија Кулакова. Зборовите на Кулакови ги слушаа и родителите на Васил, кои во судницата седеа со наведнати глави. Обвинителството посочи дека непосредно пред трагедијата Васил возел цик-цак по булеварот, а преминувал и преку две полни линии. При одредување на казната го повика судот да земе предвид дека возачот и претходно бил казнуван за сообраќајни прекршоци. Одбраната пак побара да се цени признанието, но и тоа што Васил бил студент, освојувал награди како боксер, а запишал и Академија за дигитални вештини. Обвини за јавна хајка и линч, а презентираше и видео снимка од која, како што рече адвокатот, се слуша искрено кајање на Васил кога кратко по несреќата стои до безживотното тело на Фросина и се прашува себе си што направив. Да оставиме институциите да си ги донесат пресудите и да донесат одлука врз основа на законот. Не врз основа на талионското начело око за око, зап на зап, тоа што некој сака. Максимална казна за Васил побара адвокатот и родителите на Фросина. Велат делото е сторено со умисла, намерно не ги почитувал сообраќајните правила, а каењето не го сметаат за искрено, бидејќи тој уште од првиот ден во затворот се обидел да внесе мобилен телефон. Бевме сведоци дека со намера да ја ублажат казната, сите сме свесни дека обвинетиот Васил даде признание, едно голо признание. Животот на Фросинче нема да заврши во празнина. Толку. Само тоа се надевам, дека ќе се изрече највисока казна. Кој родител може со ова да се помири, да си тече предистражна постапка, па судска постапка и така натаму, а ти да не знаеш и ниту смееш да знаеш што се случува. Васил Јованов одговара за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, дело кое според обвинителството се казнува со 20 годишен затвор. Каква казна ќе одреди судот за Јованов ќе биде познато идната недела. Рочиштето за објава на пресудата ќе се одржи во вторник.
Јованов е обвинет дека со брзина од над 90 км на час под дејство на алкохол на зелено светло за пешаци ја прегазил Фросина кај универзалната сала. Зад управувачот седел без положен возачки испит. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Убиство како од акционен филм, но на македонска територија. Во преполно кафуле во Штип, 25 годишен турски студент беше застрелан со неколку куршуми од сонародник турист во земјава. Напаѓачот побегна, но полицијата го лоцираше и уапси на наплатна рампа, заедно со лицата кои му помогнале во бегството. Видеоснимките, чаурите и обдукцијата треба да ја реконструираат целата слика. Политичките партии со меѓусебни обвинувања. Со неколку куршуми беше убиен 25 годишен турски студент, синоќа среде преполно кафуле во Штип. На безбедносните камери од кафулето може да се види убиството. Налик акционен филм се гледа како напаѓачот, турски државјанин кој бил дојден како турист во Македонија, влегува во преполното кафуле, го вади пиштолот и испукува неколку куршуми кон жртвата и веднаш се заминува. Гостите во паника почнуваат да стануваат од масите и да бегаат кон излезот, а дел се обидуваат да му пружат прва помош на младиот човек во кој беше пукан. Тој веднаш бил пренесен во Штипската болница, но таму им подлегнал на повредите. Убиецот бега од местото на настанот и со автомобил се обидува да го напушти Штип. Полицијата го лоцира на наплатната рампа Миладиновци, заедно со уште неколку турски државјани, кои се обидуваат да му помогнат да избега. Но автомобилот не застанува и ја крши наплатната рампа за да помине, а убиецот, кој се превезувал со БМВ-то, почнал пешки да бега преку полето. Водоц на полицијата успеа да го уапси, заедно со оние кои му помагале да избега. 22 часот и 15 минути на наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. Од обвинителството соопштија дека лицето кое пукаше уапсено, а пронајдено и оружјето. И во текот на денешниот ден јавниот обвинител постапува. Од лице место подигнати се чаури и други траги кои ќе бидат предмет на вештачење, а телото на починатиот е дадено на обдукција. Обезбедени се и прегледани снимки од видеонадзор. Се преземат и други дејствија за обезбедување докази, а овидните дејствија на локацијата ќе продолжат и денеска, соопштија од обвинителството. Од СДС вела дека Македонија наликува на дивиот запад, а убиствата стана секојдневие. Бараат одговорност од министерот за внатрешни работи. Вчерашното убиство во Штип, во кафе-бар, е само последно во низата убиства што се случија изминатава година и тоа се случи јавно пред сведоци. Ова е доказ дека министерот за внатрешни работи Тошковски ја губи контролата врз безбедноста во државата. Тошковски не само што нема капацитет да се справи со криминалот и да ја гарантира безбедноста на граѓаните, туку и дозволува негово слободно ширење на улиците, па дури во полициски станици. Од ВМРО ДПМН пак возвратија дека токму Оливер Спасовски како министер за внатрешни и СДСМ на власт ја направиле Македонија како Колумбија на Балканот. Борбата против криминалот е долга и макутрпна, но сега, за разлика од порано, кога криминалците беа заштитени од власта на СДС, тие се изведуваат пред лицето на правдата. Со преземањето на одговорноста, ВМРО ДПМН да ја води владата, се гледаат и првите резултати од борбата против криминалот и корупцијата. Се водат истраги за разни криминални дејствија, се расчистуваат случаи, се апсат луѓе кои се огрешиле пред законите, како и лица кои во време на СДС беа недопирливи, велат од владеачката партија. Убиецот имал 21 година и бил дојден во Македонија како турист. 25 годишниот државјанин на Турција кој беше убиен, студирал во земјава, но дозволата за престој му била истечена. Двајца од приведените кои му помагале во бегството имале регулиран престој како студенти, а на другите двајца престојот не им бил обновен. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Членовите на иницијативата Сапорт Кочани денеска изведоа символична герила акција во центарот на Скопје со цел да ја потсетат јавноста и институциите на трагедијата во дискотеката Пулс и потребата за итна поддршка на повредените. Мартин Кировски, еден од активистите, беше залепен со салотейпи за Бандера, символичен чин со кој порача дека државата ги игнорира семејствата на настраданите.
Тој предупреди дека донациите драстично се намалиле, а повредените деца имаат огромни потреби. Само една терапевтска ракавица чини 1000 евра, а за едно дете се потребни 4. Од иницијативата повторно апелираат државата да преземе конкретни чекори да обезбеди системска поддршка за повредените пред трагедијата да падне во заборав. Кој ден си дојдеат деца откочени што немат прсти на раците. Значи пуштени се од болница немат прсти на раците. Тие деца ќе немат цел живот раци, нема да имат цел живот раци. Па дај ако ништо друго барем на тие деца да помогнеме. Толку ли брзо не забравивте нас откочени? Зашо тај град овие 30 години никој пат не е бил битен? Па дај ово нека биде пример да направиме нешто за тај град. На мене ми загинаа 5 другари. 5 другари ми на мене загинаа. И некои ми питат, нема ли да те биде срам што ќе бидеш врзан? Јас сам секако духовно сум врзан. Нема што да правам и ја, дека додам, мора да живеам у тај град. Денеска се навршуваат 10 години од крвавата антитерористичка акција во Кумановската населба Диво населје, кога на 9 и 10 мај 2015 година во 28 часовни вооружени престрелки со екстремистичка група животите ги загубија 8 припадници на безбедносните сили, а 37 беа повредени. Престрелките се одвиваа во густо населената урбана зона Тоде Мендол, целосно изолирана од специјалните единици, додека хеликоптери го надлетуваа градот, а жителите беа евакуирани. Куманово живееше во страв, а акцијата беше оценета како една од најтешките од безбедносен аспект во поновата историја на земјата. Во спомен на загинатите херои во кругот на СВР Куманово е поставена спомен плоча, а нивните ликови се представени и преку муралот "Хероите живеат вечно" кој се наоѓа во центарот на градот. Загинатите беа постхумно одликувани со медали за храброст. По завршувањето на акцијата, голем број членови на вооружената група беа уапсени и осудени на долги затворски казни, меѓу нив и доживотен затвор за главните организатори. Обвинетите тврдеа дека биле политички злоупотребени, додека институциите го квалификуваа нападот како директен обид за терористички упад и закана по суверенитетот на државата. Москва парадира, Киев се бори. Додека Путин слави победа над фашизмот, Европа испраќа пораки за мир. Нов папа, нова ера. Лео 14 повикува на заедништво, пред него дилеми и реформи. Европа. 8 децении по историската победа, државниот врв повика на зачувување на вредностите за кои борците ги положија животите, слобода, правда и независност. Во време на нови предизвици и политички неизвестности, институциите испратија порака. Македонија припаѓа во Европа, но на фер пат со сопствен идентитет и реформска зрелост. Да останеме обединети и да ги зачуваме вредностите за кои борците ги положија своите животи, е пораката по повод 80 години од победата над фашизмот. Пред споменикот на партизанските гробишта, државни делегации, Сојузот на борци и армијата положија свежа цвеки и се поклонија за жртвата која ја дадоа борците за слобода. 9 мај е круната на македонската идеја за сопствена држава, денот во кој се остварија сите надежи да бидеме свој на своето, слободни и независни, порача вице-премиерот Димовски. Каде што историјата во својата тишина зборува најгласно. Со воскликот на храбрите македонски партизани, борци и херои, смрт на фашизмот, слобода на народот, да упатам повик до сите нас, да останеме обединети, да ги зачуваме вредностите и придобивките за кои борците ги положија своите животи и да работиме на иднината која тие ја сонуваа. Слободна, праведна и европска Македонија. Министерот за одбрана упати порака до земјите членки да ги препознаат нашите напори и она што е впишано во суштината на Европската Унија, да биде единственото мерило за да станеме дел од ова големо семејство. Ние не бараме скратени патишта. Бараме фер пристап и можност. Бараме оно што е впишано во суштината на Европската Унија да биде едно единствено мерило за нашата подготвеност да бидеме дел од ова големо семејство. Во време кога повторно како земји правиме се за мирот и безбедноста да биде реалност на целиот континент, Европа мора да биде силна.
Да не заборавиме на огромната жртва која како народ ја дадовме во борбата против фашизмот. Денес го славиме мирот, единството и заедничките вредности што не обединуваат како и европски народи, порача премиерот. За Македонија, Денот на Европа не е само символика. Тој е потек за уште посилна посветеност кон европските вредности, реформи и напредок. Нашиот пат кон Европската унија е пат на достоинство, работа и надеж. Македонија припаѓа во Европа со својот идентитет, култура и визија за иднината. Обединети во различноста, силни во заедништвото. На Денот на Европа, 9 мај ги славиме победата над фашизмот, слободата, демократијата, еднаквоста и почитувањето на човековите права. Овие вредности се нашите водилки на македонскиот пат кон Европската унија. Преку реформи, диалог и соработка, земјава покажува посветеност кон европските идеали, градејќи општество заснувано на правда, инклузивност и просперитет. Порака упати и собранискиот спикер, како носител на демократскиот легитимитет, собранието ќе продолжи активно да придонесува во напредокот на реформските процеси и усогласувањето со европските стандарди. 9 мај нека биде потек за уште посилна посветеност кон европската иднина. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Католиците добија нов духовен водач. Папата Лео 14 ја отслужи својата прва миса во Сикстинската капела и повика на мир и заедништво. Папата Лео 14 ја отслужи својата прва миса како водач на католичката црква во Сикстинската капела во Ватикан. Кардиналите кои го избра учествуваа на службата. Тој им се заблагодари за довербата. Говорот го почна на англиски јазик и ги нагласи чудата на Господ. As we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done, the blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Во своето прво обраќање од балконот на Базиликата Свети Петар, повика на мир. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Ликот на новиот папа утро во 8 на насловните страници на најпознатите весници. Изборот го честитаа голем број светски лидери. Меѓу нив и американскиот председател. Трамп рече дека тоа што новиот папа е американец е голема чест за САД. Верниците се оптимисти и со големи очекувања. Modernität. Dass mal ein bisschen mehr sich die Menschen anschaut, die einfach leben wollen und können und nicht diese alten, strikten Strukturen beibehält. Das wäre echt mein Wunsch. A little bit surprised. He wasn't really up the top of the list of those that were being talked about. I think he's going to be a really lovely balance. I've only read a little bit about him so far. It's a really good combination of Pope Francis and the rest of the world, really. For me, masayang-masaya na meron na po tayong bagong Santo Papa. Ватикан денеска објави дека формалната инаугурацијска миса на Лео 14 ќе се одржи на 18 мај, а првата средба со народот, позната како општа аудиенција, ќе ја има на 21 мај. Папата има право на месечна плата од околу 2500 евра, но во пракса поголемиот дел од папите се откажуваат од овој приход. Ватикан му овозможува живот без никакви лични трошоци и се грижи за секој аспект од неговиот живот, од сместување и исхрана до здравствена заштита, транспорт и осигурување. Лео 14 наследува големи предизвици, меѓу кои се и буџетскиот дефицит, поделбите околу тоа, дали црквата треба да биде попријателска кон ЛГБТ заедницата и разведените лица, како и прашањето дали жените треба да имаат поголеми права. Медиумите веќе анализираат зошто 69-годишниот Роберт Превост го избрал името Лео. Како што пишуваат, папите го бираат името за да покажат што ќе им биде приоритет. Последниот папа што го зел ова име, Лео 13, голем дел од своето папство, го посветил на работничките права, повикувајќи на фер плати и подобри услови за работа. Мартин Арсов, Сител телевизија. Авиони на Индија и Пакистан во една од најголемите воздушни битки во современата воена историја. Дали конфликтот на нуклеарните сили може да го запали светот? Во вечерните вести на Сител.
Во тема на денот, како што најавив, разговарам со координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Вчера поднесовте, најавивте едно законско решение наменато за поддршка на жртвите од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Што сакате да постигнете со ова законско решение, имајќи предвид дека институциите веќе постапуваат, има одредена помош, се плати лекувањето, барем тоа е ставот на владата дека сите мерки до сега се преземаат. Што е целта на овој закон? Ова не е иницијатива, туку ова е веќе поднесено законско решение по скратена постапка, предлог закон за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани и на членовите на нивните семејства. И на пресконференцијата вчера најавив дека ова е потребно заради тоа што мора да имаме институционален одговор кон семејствата на починатите и кон оние кои што настрадаа во дискотеката во Кочани. И токму со овој закон се предвидува практично еден дел финансиски надомест за претрпена душевна болка на семејствата на починатите, додека исто така и финансиска поддршка за сите оние кои што ќе се утврди инвалидитет и зависно како степен на инвалидитет. Тука станува збор за законско решение кое што сите овие работи ќе ги дефинира, ќе обезбеди поддршка од здравствен аспект, социјален аспект и така натаму. И преку ова законско решение практично ние сакаме за ова категорија на луѓе да се забрзаат постапките. И во делот на здравствените услуги кои што ќе ги користат и во психосоцијалната заштита и подкрепа и така натаму, и сметаме дека токму во вакви моменти ние мора да покажеме солидарност, треба да покажеме сплотеност, треба да покажеме визија и на крајот да бидат сигурни граѓаните дека има на кого да се потпрат. Така да ова е нешто сосема легитимно. Еве даваме идеја, не е една ситуација во која што не нудиме решение, ние нудиме решение и тоа решение сакаме да го ставиме на увид и на македонските граѓани, меѓутоа и на сите политички партии, и јас повикувам на еден политички консензус, заемна соработка и така натаму, заедно да го донесеме ова законско решение, заедно да покажеме дека таа институционална поддршка сме подготвени да ја пружиме брзо и ефикасно. И мислам дека многу поважно е да ја пратиме и пораката до граѓаните, дека единството и солидарноста по вакви прашања треба да не бидат приоритет. И тоа не сме да биде дел на политички игри, разединување и така натаму. Токму таков е ставот на владеачкото мнозинство, ќе видиме како ќе се изјаснат официјално во собраниската процедура, но она што беше лиферувано како став до овој момент е дека всушност се обидувате да ја политизирате трагедијата преку поднесувањето на едно вакво законско решение, тврдејќи дека сите мерки до овој момент се преземаат, сите трошоци се покриваат, дури инвестиции се најавуваат за во овој град за да се повторно заживее после една таква разорна трагедија. Како одговарате на ваквиот став? Политизација може да има само доколку излегувате со празни зборови, без идеи, без понудени решенија. Тоа би рекол не политизација, тоа ќе биде политиканство. Меѓутоа, пристапот на СДСМ и коалицијата е сосема спротивен. Ние повикуваме на единство, повикуваме на сплотеност, повикуваме на солидарност, нудиме законско решение кое што пред се ќе даде поддршка за семејствата и за оние кои што се жртви практично, кои што настрадаа во пожарот, и на тој начин да покажеме дека навистина сме подготвени да направиме еден исчекор кон промена на системот. Вие бевте долг временски период министар за внатрешни работи. СДСМ ја поддржа интерпелацијата за актуелниот министар за внатрешни Панче Тошковски, која беше поднесена од партијата Левица, поврзана со постапувањето на Министерството во расчистувањето на овој случај. Гледаме дека има 60-на приведени. Владата и обвинителството тврда дека ги преземаат сите мерки. Како со искуството кое што го имате како министар за внатрешни работи, вие ја оценувате целата ситуација? Јас, ако не грешам, не забележав дека зборувавте на денот на интерпелацијата во собранието. Ние го искажавме нашиот став и ние сметавме дека интерпелацијата треба да се поддржи од повеќе аспекти, најмалку за, да речеме,
настанот. Имаше низа на други аргументации кои што ги соопштија колегите и СДСМ воопшто во овој дел. Во функционирањето, нарушувањето на безбедноста генерално во државата и така натаму. Секако дека работа на обвинителството е да ја води истрагата, а МВР е тука да помага и да ги презема сите активности кои што ќе ги побара обвинителството. Така да ние само посакуваме да имаме транспарентна и неселективна истрага за целиот овој случај и преку таа транспарентност и неселективност да се земат на одговорност оние кои што се навистина одговорни за целиот тој настан. Меѓутоа, ова треба да биде и поука да видиме што е тоа што треба да се промени. Ние, знаете, говориме цело време заменување на системот, тоа го говори владата, го говорат и партиите, го говори и секој еден политичар во државата. Меѓутоа, кога ќе поразговарате што е тоа што треба да се промени во системот, ние гледаме, после настаните во Кочани, имаме именување на кадри кои што се несоодветни или не ги исполнуваат своите услови за именување на раководни позиции, промени на законски решенија кои што ги намалуваат критериумите за избор на директори и така натаму. Дозволете, тоа не е промена на систем кој што треба да се случи и кој што веројатно ќе го бараат сите граѓани. Затоа сметам дека едно политичко единство во овој дел за овие прашања, за тоа да видиме што е тоа што треба да промениме и како тоа да го направиме за да имаме поголема одговорност. Јас секако дека промените кои што биле направени на законските решенија и 2009 година за угостителска дејност и на 2012 година во која што се намалуваат сосема критериумите за овие угостителски објекти, и сегашните анализи кои што се прават, можеби тоа е едно од првичните решенија кои што треба да биде променето, меѓутоа ќе треба да се менуваат уште многу други законски решенија. Така да секако дека низа на законски решенија ќе поднесеме во собранието сосема како одговорни луѓе и луѓе кои што сакаат да понудат решенија и идеи за одредени прашања. Да, видовме дека и преку средбата на лидерот на СДСМ со премиерот, практично партијата чишто дел сте се обидува да покаже една конструктивност и да учествува во наоѓањето на решенија. Оценувате дека досега има ефект таквиот пристап и дали успевате според вас да ја вратите довербата кај граѓаните дека СДСМ може да биде дел од решението, а не дел од проблемот како што тие оценија на последните избори? Прво, секогаш сметам дека конструктивноста е во интерес на државата. И ако сакаме да имаме подобра иднина од тоа што сме денеска или вчера, тогаш треба да има консензус по многу од прашањата. Ако ме прашате дали има активности кои што покажуваат дека има одреден напредок, јас од призма барем на парламентот сега тоа не го гледам, затоа што до сега прво има многу малку материјали, несуштински материјали, несуштински законски решенија кои што се однесувале на усогласување со законот за општа управна постапка, промена на името на државата и секако промена на критериумите, намалување на критериумите за избор на директори таму каде што има потреба. Во суштина тоа се законските решенија кои што досега се понудени во законодавниот дом. Немаме ништо сериозно од реформската агенда. Ние затоа рековме дека сме тука и дека таа реформска агенда која што треба да биде пред се за градење на институциите, за демократизацијата на институциите, за остварување на барањата на граѓаните, ќе треба сите заеднички да седнеме и да ги донесеме најдобрите можни решенија кои што при операционализацијата ќе ги исполнат очекувањата на граѓаните. Господин Спасовски, каква е ситуацијата во СДСМ денес? Има ли подготвеност и елан да се трча на избори во октомври, имајќи предвид какви беа резултатите на последните избори? Како вие гледате на тоа? Сте човек со долгогодишно искуство во оваа политичка партија. Политичките партии во суштина се формираат за да настапуваат на изборите и секако дека не може да зависат новите избори од изборниот резултат претходно. Така да СДСМ
раководството на СДСМ и така натаму во овој момент е посветено на подготовката за локалните избори. Знаете дека и тоа ја се информираше јавноста, дека веќе започна и постапките за предлагање, евидентирање, кандидирање, се прават анализи, анкети на јавното мислење и така натаму за избор на најдобрите кандидати. Веќе се подготвува програмата за настапот на локалните избори, така да во тој правец себе според информациите и известувањето кои што го даде раководството на наредниот период ќе го искористат и за коалиционите разговори, основата на коалицијата да биде формирана и така натаму. И тоа се активности кои што секоја одговорна политичка партија треба да ги превземе и да ги дочека подготвено изборите, без разлика кој иде се. Власта во овој момент негира таква можност, затоа што има доволно мнозинство, но сепак оние превирања кои постојат во коалицијата вреди, оставаат простор кај јавноста да калкулира или да шпекулира околу можности за одржување на предвремени, дека ќе се одржат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Тоа до сега буквално од сите представници на владата беше негирано како можност, но сепак гледаме дека се поизвестно станува дека Арбен Таравари нема да остане во владината коалиција, иако има сега некој рок во кој се можни повторни разговори. Како СДСМ гледа на ваквите состојби и на ваквите превирања во самата коалиција на власт? Прво, лично јас не сум изненаден од тоа дека денеска се подготвени за избори, па после 2 дена не се подготвени за избори, заради тоа што, знаете, пред изборите беа подготвени за промена на преспанскиот договор, па промена на преговарачката рамка, па денеска не се подготвени тоа да го прават, па, значи, низа на работи кои што беа крупни политички прашања како тема на изборите, денеска не се разговара на таа тема. Гледаме дека ниту економската состојба во државата е добра. Ништо не се направи во делот на минималната плата. Гледаме дека проекциите за економскиот раст не се тие кои што треба да бидат и така натаму. И тоа само покажува дека ова е влада со многу слаб перформанс до сега. Без никаква активност. Еве пак ќе се навратам. Ако вие немате материјали во собрание кои што треба да ги понудите пред законодавниот дом, да покажете што е тоа што треба да реформирате, и ако сите седници се одржуваат во собранието со 12, 13, 14 точки, тогаш јасно е дека ние немаме никаква стратегија од страна на владата. Сега, јас не би ги коментирал тие меѓупартиски нивни превирања внатре во коалицијата, заради тоа што прво нити е тоа интерес наш, ниту пак ние можеме да судиме за тоа што тие се договарале кога ја правеле коалицијата, што е тоа што оствариле, реализирале или не реализирале дека натаму. Меѓутоа, едно е сигурно, дека ваквите поместувања во владата, во коалицијата владина така натаму, мислам дека дополнително ќе го загрози перформансот на владата, и јас апсолутно не очекувам дека ќе имаме некаква стабилизација или напредок во однос на сите ветени проекти, реформи кои што беа предграѓаните, ниту пак некакво подобрување на состојбата. Споменавте дека ќе зборувате за коалиции, тоа е, предпоставувам, во рамки на онаа коалиција со која СДСМ настапува традиционално со единствени листи и кандидати, но пред парламентарни избори многу се зборуваше за коалицискиот капацитет на ВМРО-ДПМН и дали тие ќе имаат соодветен партнер, но сега се поставува прашањето пак кој би бил на СДСМ таквиот капацитет, знаејќи дека ги судите дел од активностите на ДУИ, како што се заканите со блокади и така натаму, а вреди стануваат на некој начин многу близок и традиционален партнер на ВМРО-ДПМН. Како гледате вие на ова? Па прво, секако дека треба да се разговара во рамките на коалицијата која што е околу Социјалдемократскиот сојуз за настап, и тоа е предизборна коалиција, а сега станува збор за локални избори. И мислам дека во одржувањето на локалните избори има можност партијата да прави стратегија каде и како ќе настапи, затоа што ќе имате 80 општини во кои што се избираат
градоначалници и совети и така натаму, и тука сосема легитимно е да се прават коалиции зависно од структурата на населението, од перформансот и така натаму кој што го имаат партиите, и на тој начин да се настапува во рамките на предизборната коалиција. Кога станува збор за некакви постизборни коалиции, парламентарни избори, формирање влади и така натаму, ние имаме јасен став дека треба да разговараме со сите политички субјекти за кои што сметаме дека можат да се најдат околу тие принципи или програмски определби кои што ги има коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Не може да отстапуваме од тие принципи и програмски определби кои што ги имаме, меѓутоа во рамките на тоа и во рамките на интересот на државата секако дека треба да се разговара со секого. Така да, знаете, нема тука традиционални поддржувачи. Вие рековте Вреди е веќе некако традиционален партнер на ВМРО-ДПМНЕ. Па не може да биде Вреди традиционален партнер кога сега се формира како партија. Така да како коалиција постои известен. Постои како коалиција, меѓутоа известен период формирана пред локалните избори. Така да ово кажувам заради фактите и заради она како што стојат работите, но секако во политиката никогаш не смее да има точка. Секогаш има запирка и со таа запирка можете да седнете да разговарате и требате да разговарате, затоа што се работи за државата, за граѓаните и за еднината на државата. Оливер Спасовски, во тема на денот ви благодарам што бевте мој соговорник. Благодарам. Кој ќе седне во најважната фотелја за монетарната стабилност? Се погласно се споменуваат имињата на поранишните министри за финансии Зоран Ставревски и Трајко Славевски како најсериозни кандидати за нов гувернер на Народната банка. Поранешните министри за финансии Зоран Ставревски и Трајко Славевски најсериозни кандидати за нов гувернер на Народната банка. Мандатот на актуелната Анита Бежовска истекува на 22 мај. До тогаш председателката Давкова до собранието треба да достави предлог, кој ќе раководи со монетарната политика и ќе чува стабилноста на денарот и банкарскиот сектор. Од кабинетот на Давкова вела дека предлогот се уште не е готов. Во тек биле анализите на потенцијалните кандидати. Владачката партија пак, како најбројно тело во парламентот, веќе направила интерна анкета, каде се наоѓаат неколку имења. Прв на листата бил Ставревски, а веднаш зад него Славевски. Но дефинитивна одлука кој од нив да предложат се уште нема. И двајцата се од Охрид и имаат богата економска биографија. Зоран Ставревски кариерата ја почнал токму во Народната банка. Потоа 10 години работел во Светска банка, каде од февруари 2006 бил водечки економист. По предлог на тогашниот премиер Груевски, во 2009 станува министер за финансии и вице-гувернер за економски прашања. Функцијата ја извршува до 2016 година. Трајко Славевски е професор на економскиот факултет и актуелен председател на Советот на град Скопје. Во 1992 бил советник на министерот за развој, а од 1999 до 2000 година министер за развој. Од 2005 до 2006 член на Советот на град Скопје, пошто станува министер за финансии до јули 2009 година. Според извори на Сител, во трка биле и актуелната гувернерка Бежовска Ангеловска, како и Маја Кадиевска Војновиќ, актуелна членка на надзорниот одбор на КИПС и во Стопанска банка Битола. Од кабинетот на Бежовска не сакаа да коментираат дали очекува уште еден мандат. Велат процесот на избор на гувернер е надлежност на председателот на државата и собранието, согласно законски утврдениот протокол. Во таа насока Народната банка нема коментар во однос на шпекулациите или неофицијални информации поврзани со процесот. Инаку, според законот за Народна банка, мандатот на гувернерот трае 7 години и има право на уште еден реизбор. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Почна генералка викенд, најмасовната екоакција за собирање отпад, но и потсетник колку сме далеко од европските стандарди за заштита на животната средина. Генералка викенд треба да прерасне во генералка 365 дена. Почна најмасовната акција за собирање на отпадот. Прва локација Скопскиот аквадукт. Јас предлагам следниот пат да тргнеме од дворот на собранието. Сте виделе како изгледа дворот на собранието?
На отпадот не му е место на улица или во природата. Како главен стратешки партнер на генералка Викенд, Пивара Скопје веќе 4 години поред покажува дека компаниите и како имаат моќ да иницираат промени. За нас поддршката на оваа акција не представува само обична поддршка или бројки, туку представува своевиден израз на нашата компаниска визија, стратегија, одговорност. Образовниот систем ги насочува младите да се грижат за животната средина, порачи министерката за образование и наука. Во ваква голема еколошка организација учествуваат и младите, се дава пример за тоа како треба да се едуцираат младите. Евелина е девојка од Полска, но повеќе години живее во Скопје и е вклучена во еколошки акции. Таа на сите граѓани им порача да се вклучат во генералка Викенд. Сакав да мобилизирам сите од Македонија да се вклучат во акција, пошто сега е моментот. Македонија е држава која не го рециклира отпадот. Имаме легислатива за управување со него, но нема никаква имплементација.